И време е за последниот предвиден разговор за денешното издание на нашата и ваша утринска програма Добро утро секој утро. Ке зборуваме за она што често пати зборуваме во нашите утрински емисии, а тоа е за ракотворење. Односно, ова утро ке зборуваме за едни преубаво исхеклани чанти од вредните раце на нашата гостинка Лила Давидкова, ракотворка, која што неуморно во своето слободно време хекла, се занимава со хеклање, еден вид како јога на умот, и од незините раце излегуваат навистина овие преубави изработки. Ке имате можност да ги видите и низ фотографии, а и да ги видите овде во живо, веќе се поставени на нашата масичка. Како што ви кажав, ги гледате овие преубави, прекрасни рачни изработки. Ова утро Лила Давидкова, ракотворка, заедно со нас до крајот на денешното издание на утринската програма. Лила, добро утро. Ви благодарам што утринава сте заедно со нас, ни го разубавивте вака студиото со овие преубави чанти. И за почеток да ја раскажеме вашата приказна. Како Лила почнува да хекла, од кога, колку време и од кого учите? Добро утро, Ирена. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Овдека се чувствувам прекрасно, една позитивна атмосфера. Веќе сум втор пат во вашата емисија и многу ми е задоволство и чест. Јас хеклањето, изработката на овие чанти, ја започнав не многу одамна, тоа се случи можеби пред некои си 2 години. За прв пат сестра ми изработи една чанта. Јас кога ја видов, таа изработи еден модел на округла чанта со топчиња, така да ги има тие во фотографиите. Да, таа во позната како попкорн, така тие топчињата беа како пуканка, да. Доста познат модел, кај младите беше. Таа ја изработи чантата, изгледаше многу убаво. Јас кога ја видов, се изненадив затоа што навистина да изработиш чанта си мислев дека не е баш така едноставно. Таа ми рече, вика, пробај, зошто да не? Пробај и ти. Јас се одлучи, викам, ајде ке пробам, зошто да не. Си купив конец, си купив игла, нели, материјал што ми требаше, и јас изработив една чанта, исто таква. Првиот модел, се сеќавам, ми беше во црвена боја, истиот модел, црвена боја изработив, и од тука започна мојата плетена приказна. Потоа знаев со часови да седам да си сварам кафенце, да си седнам на компјутер, да ги гледам видеата. Има многу видеа, има многу убави туторијали за изработка на чанти, по стапката од почетокот до крајот на чантата. Ги следев и така започна и Сакате да кажете дека сте самоука, дека никој не учевте хеклање од никого, некој предходно пред 2 години не ви покажа, само сестрата ваш? Да. Јас ќе ја замолам режијата, ние ги гледаме веќе и фотографиите, сакам да ги видат и гледачите, ова се навистина преубави изработки, преубави дезени. Мене, како лаик за хеклање, искрено ми изгледа ова тешко. Вие кажувате дека не, ама треба да пробам, бидејќи навистина има многу работилници сега се одржуваат баш за хеклање, или на македонски веќе се вели кукичање. Кукичање, да. Така е можеби поправилно, кукичање. И сега кажувате дека сестрата ве вовела во ова изработка, рачна изработка. Како оди процесот? Ова е, например, една, или оваа чанта е, например, за мене, како ремек дело едно, навистина преубаво изработена, овде има и додатоци, како што гледаме на оваа конкретно црвената, значи има и рачки, има и додатоци. И како изгледа тој почеток, од каде започнувате, како? Објасните ни го процесот на изработка на една чанта. Ако не е тајна. Не е тајна таман работа, не е тајна. Јас овие модели и тоа нели, првите почетокот ми го покаже сестра ми, нели, нормално како одат бодовите. Работам со 2 техники на овие чанти, се работат со 2 техники. Тоа е познатата кроше и дабл кроше. Исто така има уште една техника, таа е извлекување на конецот. Постојат повеќе техники, меѓутоа јас работам со тие 3 техники: кроше, дабл кроше и со извлекување на конец. Техника со извлекување на конецот. Нормално, нели? Се почнува од долниот дел на чантата, долниот дел, првин се прави, долу се прави
како да кажам, долниот дел на чантата и од долниот дел, да речеме овие чанти, конкретно еве оваа чанта, првен се изработува овој долниот дел, да, долниот дел, и потоа се плете оваа, се плете во круг, да речеме во круг. Се плете во круг, горе се ставаат рачките. Ете ги тие чантите, како пуканка што се така одат сега баш на... Така, има и една, таа што помина беше како школка. Тие се исто така меѓу младите се атрактивни, познати, тие ми ги нарачуваат доста, ме радува што доста и од младите нарачуваат од чантите, така да интересот за овие чанти е што поголем. Да. Можам да кажам тоа, јас ве следам и на социјалните мрежи, така и стапивме нели во контакт, гледам дека имате се понови и понови дезени. Од каде ви доаѓа инспирацијата, еве како да изгледаат чантите? Ги имаме и на фотографии, ги имаме и овде во живо. Еве јас подоцна ќе покажам и како изгледа тоа една чанта во живо. Од каде ви доаѓа инспирацијата? Инспирацијата секогаш ми доаѓа за се што работам во животот. Можеме ова кажавте, еве ја фативте вие, може ја сега вака да ја покажам. Кога кажавте за изработката, значи се почнува од доле, од овој дел и се оди нагоре. Да, таа се плете во круг. Еве како изгледа ова и самата со две рачки. Да, еве вака. Еве вака изгледа тоа. Еве можам да покажам и уште една, тоа е оваа. Ја видовме и на фотографиите. Тоа со чанта со преубави бои, еве вака да се види целосно. Со дрвени рачки, тие ми се доста така актуелни, барани. Најбарани ми се тие со дрвени рачки. Да. И овие се тие кои што се... Таа е со техника извлекување на конец. Да, еве. Извлекување на конец. И овој модел е исто доста баран. Овој модел ми е доста баран. Да. Со две рачки. Со две рачки, да. Добро, ве прекинав, извинете. Јас само сакав да се покажат и во живо, бидејќи донесовте овде и чанти, донесовте и новчаничиња и комплети, ама за тие ќе зборуваме малце подоцна. Така. Инспирацијата за моделите, јас се во животот што работам, инспирацијата ми доаѓа од љубовта, нели? Во овој случај љубовта кон хеклањето, љубовта кон рачните изработки сум ги сакала уште од мали нозе, уште како деца сме ги гледале, нели, постарите како нашите баби како плетеле, меѓутоа тогаш во тоа време се плетеше, не се плетеа вака чанти, се плетеле други работи. Шалчиња, капчиња, калчинки, да. Сега киркичката моја има 14 години, таа е во фаза кога го следат модниот тренд, таа ми помага доста околу дизајнот на чантите, околу нели овие украси што ги поставувам на чантите. Секогаш кога ќе одлучам да направам некој нов модел, се консултирам со неа, нели, ајде да видиш дали е убав моделот, дали овој да го сработам. Таа ми помага за тие работи. На YouTube има доста модели, така да најмногу таму ги гледам и видеата како се изработува чантата, затоа што веќе овие ми се познати за овие модели што сум ги сработела, веќе не ми требаат видеа да ги гледам. Веќе си ги Тоа знаете. веќе ми треба само иглата да ја земам во раце, да си пуштам убава музика, да седнам и да уживам. Така, да тргне дизајнот. Да. Дајте да го покажеме материјалот, ова е конец, така? Ова е конец, да. Еве јас ќе го покажам, тука е вака полесно на оваа камера. Така. Ова е конец, каков тип на конец е ова? Тоа е памучен конец. Памучен и тој другиот? Да, памучен конец, трикотажен конец, така се нарекува. Овој е тоа е 100% памук. Ова така розовото. Така, тоа е 100% памук, другиот е макраме конец. Тој е 100% полиестер. Ташните се подеднакво убави, еве можам да кажам дека оваа чанта. И сакам само да го кога зборуваме за материјалот, сакам да ги покажеме тие како се викаат сега, ајде, да не погрешам јас. Значи ова се иглите со кои ова е таа магична игла што така јас ја нарекувам. Еве вака ќе извадиме. Така, таа ова е тоа. Таа игла, магична игла, така. Така, јас ја нарекувам магична игла или позната е уште игла за хеклање. Игла за хеклање или како чингелајче. Како чингелајче. Така, еве ова, ја има во разни големини. Потфатете малку да се види како тоа изгледа во живо, што ви е полесно. Јас не знам да плетам. Плетела порано, ама има различни големини, нели? Да, има различни големини во зависност од конецот колку е дебел. Да речеме за овој конец ми треба колку е подебел конецот, толку подебела треба да биде иглата. Да речеме со овој конец, еве тоа е едноставно. Значи ово е почетокот. Да речеме за чанта, јас
Колку брзо тоа го работите, Да, еве го да, регистрира веќе- камерата. Браво. Веќе ова ми е нешто многу познато. Тоа може и алка да излезе. Така, да може да кажеме. биде алка, може да биде еве овие прекрасни крошнички, ги правам од овој конец. Така. Тие ги направив минатата година како идеја за Великден, за великденски јајца, меѓутоа ги користам, ми ги бараат исто за бомбончиња, за било што, за Да, сега за може да, за празници, за слави да се стави. И ние имаме тука поставено еве бомбончиња, вие ни донесовте овде, само не може да се видат од чантите. Навистина брзо имате веќе фат, што веќе народски кажано. Тоа ми е имам рутина, така да брзо оди. Да. Лила, имате досега учествувано на некои од базарите, бидејќи ги има навистина многу базари кај нас сега, поготово пред новогодишни, па и пред празници обично има базари на ракотворби. Имате учествувано досега? Досега на тоа беше оваа година на 8-мартовскиот базар, што беше во Сити Мол. Таму се појавив и ми беше многу драго затоа што на тие базари може ташните да се видат во живо. Јас сите чанти што ги работам, ги објавувам, нели, си ги рекламирам на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук, тие две социјални мрежи ги користам. Меѓутоа, кога ги сликам чантите, јас се трудам да ја доловам убавината на чантата, меѓутоа многу поинаку е кога ќе се видат чантите во живо. Затоа што кога ќе ја видите чантата во живо, кога ќе ја фатите во рака, се гледа дека чантата има душа. Сите чанти се направени со голема љубов, со многу посветеност и мислам дека поинаков шарм има чантите кога ќе се фатат во рака. Да. Сакам да ве прашам колку време е потребно за изработка на една чанта, еве да кажам конкретно на оваа чанта. Отприлика за колку, еден ден, два, три или може би повеќе? Или зависи колку време работите на чантата? Си оставам доволно време, значи јас по природа сум перфекционист и сакам се да ми биде под конец, како што велат старите. 2-3 дена ми се сосема доволни да изработам една чанта. Може да се случи, да речеме, да одам во набавка на конец. Јас обично си имам место од каде што се набавува. Да, си имам тука. За жал немаме голем избор на конци кај нас, затоа што тоа е, мораме да се прилагодиме на тоа што го имаме. Јас видеата што ги гледам таму, гледам повеќе видови на конци, овдека немаме толкав избор, меѓутоа се прилагодувам на тие што ги имаме тука. Може да се случи ако одам по конец да ми одземе повеќе време, меѓутоа 2-3 дена ми се сосема доволни, да, изработуваме на чанта за 2-3 дена. Да. Сега чантите одат во комплет, некои од нив одат во комплет со новчаничиња, изработувате и новчаничиња и овие кошнички што ги кажавме за бомбони, нели? Нешто шалчиња, капи се уште не ви е во план? Не сум, тоа е друга димензија. Керка ми ме тера секогаш, мамо, сакам играчка да ми направиш. Јас некако не знам. Не, повеќе сте на... Повеќе ова ме влече, така да не сум почнала. Сакам да го покажеме овој детал овде. Тоа е убаво спакувано токму наменето за новогодишните празници. Тоа е вакава убава новогодишна кутија, спакувана чанта со новчани, така. Кој што би одело нели во комплет, убав подарок за престојните божитни новогодишни празници. Покрај, еве да кажам, вака комплети и новчаничиња изработувате така? Да. Јас обично кога ќе направам чанта, кога ќе ми нарача чанта, јас тоа како подарок од мене, обавезно ставам и новчаниче и обично ги правам, да речеме, каква е чантата, такво новчаниче и доаѓам многу убаво како комплет. Да. Лила, имате ли чувство дека сега во ова време се враќаат некако оние модата кон оние стари изработки од порано, плетено, хеклано, некако има се повеќе работилници. Мислите ли дека младите ја прифаќаат оваа веќе мода или кои се жените, која е возраста на жени која што ви ги нарачуваат овие производи? Дали се тоа повеќе млади или повозрастни, господи? Така, сега овие модели јас што ги правам, повеќе ми ги нарачуваат повозрастни, да речеме средна возраст, така, во позрели години. Меѓутоа ме радува тоа што гледам дека има и млади кои ми нарачуваат. Јас преферирам да направам, да речеме, модели и за млади, за сите возрасти. И за повозрастни господи, и за млади, да речеме, еве таа школката што ја спомнав, таа е многу убав модел за млади. И доста имам и ми нарачуваат од таа школката. Исто попкорн
ташничката што ја спомнав прва што ја направив и таа е исто така моделче за млади, така да јас правам повеќе видови на модели, сакам да има за сите. Да, И за гледам, сите генерации. Така, за сите генерации. Гледам дека се поголем е интересот за овие рачни сега, изработки. пред крај на разговорот, ќе ми помогнат и колегите од режија, уште колку време имаме до крајот на нашиот разговор. Само да ве прашам, бидејќи е зима, зимски период, нормално да се носи сега повеќе хеклано, дали се нарачуваат и во летниот период овие чанти, вашите производи? Да. Во летниот период, сега летото што помина, имав доста нарачки. Ме радува што имав исто нарачки од нашите што се во диаспората што ме следат. Дури една чанта испратив во Австралија, стигна во Австралија. Исто имав за Германија доста направено. Еве оваа црвената убавица оди за Малта, ќе патува за Малта. Имам доста. Мислам дека барани сте. Така. Значи сите оние кои сакаат да ве најдат, ве наоѓаат како Лила Давидкова на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram. Ви благодарам многу за вашето гостување. Мора тука веќе да се одјавиме, да ја завршиме емисијата. Се гледаме во некоја наредна прилика. Среќни празници.